убаво е тоа чувство кога добиваш признание. Меѓутоа, од друга страна, едно од најголемо признание би ви било ако влезете ова во што го викаш, учебници или да, јас не влеговме во учебници, што... меѓутоа добро да чуеш некој после 15 години Да. или 20 вика да, тоа не порасно. Супер е тоа. Да, и јас мислам дека таа моќ што ја има Петко е многу поголема од многу други кои што можеби се потрудиле во друга насока да ги едуцираат децата, во не толку добра. Таа конзистентност, присутноста и во училниците и на телевизија и секаде многу беше важна. И Петко е уште жив, ние сега на 20 имаме премиера годинава на МНТ Music, првиот мюзикл кој што ние го правиме, баш мюзикл. Ова нема да биде представа како оние што сте ги правеле до сега, туку баш мюзикл, баш театарска представа. Сега се надевам дека имаме доволно време тоа да го завршиме, ама мислам дека сме во добра насока. Така да Петко уште жив, уште ние ние го гледаме дома, така да сигурно е. На Глее се уште една од најгледаните детски содржини, тоа можам да го гледам. И на крајот, знаете, и Том и Џери завршиле пред 40 години, уште тоа се гледа. Тоа сакав да кажам, тие не исчезнуваат содржини, па и Бушава азбука се гледа се уште кај нас, што е навистина една содржина од некоја сосема друго. Сега ќе се вратам на Глеј. Едно од намерите со Глеј беше да инициираме, да пробаме, затоа се здруживме повеќе луѓе таму, да пробаме да сватиме колку е битно за една мала заедница и општество како Македонија да се инициира во играна програма за деца.